Значи не сте ние само поединци овдека дојдени. Ние сте со фамилии дома, со деца. На факултет деца. Значи од тоа живееме, од тоа екзистираме. Нарочито јас сум еве индивидуален земјоделец. Во првите од 2008 година регистриран. Од тоа живеам. И цел народ овдека од тоа живеи. Да не останеме само на празни зборови. Ве замолуваме овдека, пред себе замолуваме. Како градоначелник, како прво лице, како татко на градот. Сериозно да се свати работа. Најсериозно ќе се свати работата и ова што го кажав и претходно. Ќе се заложам во моите надлежности и ингеренции што ги имам се да направам до сите министерства, посебно до Министерството за земјоделие, каде ќе се ангажирам по сите основи. И ќе уште еднаш ќе спомнам, ќе побарам да ова се прогласи како елементарна непогода на овој дел, затоа што мислам тако информации добив, во тој случај најмногу се исплеќат од штетата. И сите други работи, како што ги спомнав, ќе повторам уште еднаш, ако може со водостопанство за наводнување да не се плати годиначнава сума што требаше да се плати по таму по декар. Тоа не е никакви пари не се тие према водостопанство. Према ова што е уништено. Овај народ, значи, тоа е мала пара. Овај народ до година треба да екзистира, да живее. Наредната година треба средства да се вложува поново да се сади ова. Значи не е водостопанство ако се плати од декар или од хектар 1000-2000 денари или 5000. Тоа се мали пари. Воопшто за тоа да не се залажуваме. Значи тие се напразно да не зборуваме. Секој е мојчен, секој не останал борш према водостопанство или према државата со други давачки. Значи имаме према општина и према државата. Здравство, пензиско, даноци за плаќање, од кој пари ние ќе му платиме сега? Тоа да се земи во предвид. Дали ќе има некоја помош од државата, апел до власта, нека излези на терен. Јас сум 6-члено семејство, живеам од ова. Со 18 декари, 10 тутун, 8 пипер, катастрофално. Јас имам пипер утре денески да берам, а сега немам леп да јадам. Значи можев да го пласирам на пазар за да живеам. Сега останав без ништо. А имам вложено големи пари. Значи државна плата, ни плата, ни пензија во куќата. Не само кај мене, туку во поголем дел од семејства во Малокојнари. Имам 3 деца на училиште. Како ќе пратам јас на училиште? Дали треба да се облече или треба да поноси? Вие знаете тие работи. 100% штета има на земјоделието во ова поднебе овдека. Дали може да разберите вие народов дека треба да живее нешто да екзистира овдека? 100% не треба комисија за ова да иде овдека. Дали треба некој да биде јасно на народов? Да прогласи елементарна непогода да се обештети овој народ што се не обештета на 100 денари на декар на хектар. Ја имам под концесија земено 20 декари. Осигурителната компанија е мајтапи си игра со нас. Па не сака да ги осигурува. За врска со беберо. Од 2,5 тона по декар не дозволува, Министерството не му дозволува да осигура. Без разлика на цената договорна. Башка за тутуно, осигурителната компанија не го осигурува. Осигурителната компанија не гледа некој бенефит и затоа избегнува. Не им се исплаќа на компаниите и не ги дава парите на време. Иако штета имаме, не ги дава парите на време. Сите што имаат претрпено штети во текот на денешниот, утрешниот ден, да доставите барања до општината Прилеп, до локалната самоуправа, до комисијата за проценка на штети, за час поскоро, за да може комисијата да излези да ја процени штетата, за да ја отпочнеме побрзо процедурата за комплет обештетување на сите вас како земјоделци. И сите оние предуслови што треба да се направат и оно што треба да го направам јас како градоначелник, ќе упатам апел до министерот, до Министерството за земјоделие, за сите работи што ги спомнав и претходно. Ако може ли да се прогласи овој? Ако може, значи кажав и претходно, елементарна непогода ќе побарам да се прогласи, затоа што во тој случај штетите, проценката е најголема, највисоки средства ќе се парични средства се добиваат. Има со имотно-правни нерешени односи ниви, каде што немате имотен лист. Ќе го зеиме и тоа во предвид. Со изјава на нотар, со двајца сведоци, дека вие работите таа нива. И тоа ќе биде прифатено. Се што можеме ќе направиме. За брзо време, Добро. повторно се вратаха до битните системи. Ама некои што беа претходните ќе бидат посовремени и постофетицирани. Во рок тоа кога? Не можеме со рок да кажам, немам таква информација.